Господин Шилегов, премиерот ја даде оставката, имаме нов, технички премиер. Опозицијата го напушти собранието. Кои се следните чекори на опозицијата? Опозицијата одлучи на денешната пленарна седница пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз да не земе учество. Во тек е седницата на Централниот одбор на СДСМ. На овој централен одбор ќе бидат донесени соодветните заклучоци, кои што заклучоци ќе се однесуваат за понатамошниот ангажман како на пратеничката група, така и за понатамошниот ангажман на министрите за внатрешни работи и труд и социјала, како и дополнителните заменици министри во владата. Господинот Пендаровски на својот Твитер профил најави можни протести. Дали опозицијата ќе учествува во тие протести доколку се случат нормално? Ова е време на носење на мудри, а не носење на насилни одлуки. Одлуката која што донесе ВМРО ДПМН и ДУИ е насилна одлука, не е мудра одлука. И како таква може да придонесе исклучиво да се продлабочи политичката криза во Република Македонија. Одлуките кои што треба да ги донесеме како политички партии треба да бидат одлуки кои што ќе треба да доведат до надминување на политичката криза. Ваквата еднострана одлука ќе ескалира кризата, така што не можеме во моментов да кажеме какви све последици може да има и по македонското општество, меѓутоа и како се ќе биде начинот на борба на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во иднина. Она што можам да го кажеме дека нашата борба за слободна и демократија нема да престане, нашата борба за слободни и демократски и фер избори нема да престане. Какви ќе бидат начините и методите ќе биде нешто што нема да зависи од нас, ќе зависи од наредните одлуки кои што ќе ги донесе владиното мнозинство, односно ако обстои на постојната одлука. Во секој случај навремено ќе биде известена целокупната македонска јавност, бидејќи јавноста, останатите политички субјекти, коалиционите партнери на СДСМ, невладините организации, сите слободоумни луѓе се всушност сојузници на Социјалдемократскиот сојуз во таквата борба. Питер Ван Хаутен останува Македонија, што значи дека остануваат и преговорите. Дали Социјалдемократскиот сојуз ќе продолжи со преговорите или пак ќе се тргнат преговорите? Како ќе биде нашето понатамошно однесување во целокупниот овој процес е тема на разговорите на денешниот централен одбор, не би сакал да ги преюдицирам одговорите претходно. И за крај, мртов ли е Пржинскиот договор? Договорот од Пржино е договор кој што е на издишување, не можеме се уште да го прогласиме за мртов, меѓутоа сериозни индиции има дека владеачката структура сака дефинитивно да го дотолчи тој договор од две причини. Демократската унија за интеграција е партија во распад, очигледни се сериозни и веќе се јавни разликите помеѓу врното раководство на ДУИ. ВМРО ДПМН има сериозен проблем со правните постапки кои што се водат пред специјалното јавно обвинителство. Очигледно е дека ваквата нивна избрзана и насилна одлука иде во функција да биде прогласен за мртов тој Пржински договор, за да последиците кои што се раѓаат од нив, а тоа е уништување на известен начин, да кажам, на начинот на нивното режимско владење во изминативе 10 години, да бидат ослободени од тие стеги на тој договор со цел да продолжат со понатамошно владење. Тоа е нешто што ние како граѓани пред се, не само како политичка партија, не смееме и нема да го дозволиме на насилниците во македонската политика.